културата во Кавадарци. Навистина пријатно е чувството да се види ваков еден број, ваква структура на публика. Гледам тука рокери од повеќе генерации, активни и неактивни, но рокот негде, не знам, во вените, во срцето, во некои ганглии, таму се чува, еве ги, тука се. Освен тоа, генерацијски по возрасти љубители на ваков вид музика се тука, но да не должам, вечерта е едноставна промоција на рок, македонската рок енциклопедија. Авторство едно вредно, едно големо дело. Колку што сум јас информиран, ова е апсолутно прво од ваков вид во Македонија, но и пошироко, барем на ексију просторите. Пред нас е едно неверојатно дело, исклучително во многу погледи, дело кое само ќе се надополнува понатаму со оно што денес е, а и со она што утре ќе биде македонската рок сцена. И тргнувајќи од себе, знам дека рок-н-ролот не е само музика. Рок-н-ролот е и став, начин на размислување и начин на живот. Тоа од мене многу подобро го знае Тошо Филиповски, авторот на првата македонска рок енциклопедија. Едно исклучително дело кое денес на моја огромна радост се промовира во мојата матична институција Дом на култура Иван Азор Климе. Домот на културата го препозна ова благодарејќи на многу луѓе од градот, еве од Сдруженијето за алтернативна култура Алтар центар кој инсистира да ја донесеме во Кавадарци и Тошо со неговото дело е вечер во овде. Инаку Тошо Филиповски го знаев како уредник и водител на првата македонска тотална рок ТВ емисија посветена пред на македонската рок музика Досие. Лично го запознав на Тиквеш Рок Фест Амплак 96-та кога дојде со својот тим и два викенди го следеше фестивалот и му посвети огромно внимание со огромна ТВ минутажа. Никогаш не го заборавивме тоа, напротив. Тошо вечерва е овде да каже некој збор за енциклопедијата, но и да разговара со денешните чинители на кавадаречката рок сцена, пред се со музичарите, но и се разбира со љубителите на рок музиката. Македонска рок енциклопедија. Така? Меѓутоа, се уште е така. Меѓутоа морам да кажам, ова дело е дело за сите генерации. Прво, подсетник на оние повозрастните за сето тоа што се случувало и како се случувало, а од друга страна треба да биде подсетник на овие помладите генерации да видат како тоа некој што ние постарите го работеле и ако планираат да се занимаваат со такво нешто и тие самите да превземат слични чекори. Тошо Филиповски е автор на енциклопедијата, ова ќе биде прв том или? Да, јас веќе го најавив, ова е првиот том, сега за сега детерминирано до 3 тома, меѓутоа јас се надевам дека и здравјето ќе служи, а и македонска сцена се повеќе ќе се развива и ова ќе се продолжува. И не мора самиот да го продолжува, можеби за едно 20 на години некои други клинци ќе продолжат да го надоградуваат. По секој случај се надевам дека и сум сигурен дека има изобилство на материјал кој доправа треба да се ископува и прекопува, обработува и да се објавува. Ти кажа да служи здраве, јас ќе речем мозокот, паметта да служи, да памтиме све што било, како било, за да може да го пренесеме. Па, за жал, нели, сцена имаме 55 години, ова е прво документирање на еден 55 годишен период од постоењето на таа македонска рок сцена и во голем дел се состои од евоцирање на спомени, забележување на она што самиот ти го спомена, на луѓето, сеќавањата на луѓето. Немаме многу документирани работи, значи и медиумите кои што постоеле на времето во некогашната држава и во сегашна вани, не многу замарувале за рок сцена, за особено за домашната и не многу пишуван материјал стои за да може да се искористи. Сепак најмногу се потпирав на сеќавањата на луѓето, на меморијата. Ти помогна некој во креирањето на енциклопедијата, во пишувањето? Па не, ова е работено, значи не. Чисто твое дете? Чисто моје, меѓутоа не можам да кажам дека не помогнале луѓе, на секој кој што се обратив за помош,
се обиде да помогне. Помош и сеќавањето се помош. Помош се секој што најде некоја фотографија што ми ја даде да скенирам, да употребам, некое сеќавање за некој настан, се тоа помош. Меѓутоа приказнава ја туркав цело време сам, од почеток до крај, па дури еве и со промоцииве и со дистрибуцијава на изданието, све. Уште да имав машини за печатање сам да се отпечатам. Не можеш нормално да се сеќаваш на сите можни постави на, да речеме, македонските бендови, па нормално е како ќе потпрашаш некој. Не, тама работа. Види, работата е многу сладка и убава, истажувајќи капираш и сваќаш дека многу големо богатство имало оваа држава, многу луѓе работеле. Значи не е она општото мислење дека постојат 20 или 50 или 100 бенда. Постоеле јадници бендови низ овие 55 години, луѓе што отворе. Ни секој од тие бендови и јадници луѓе поминале. Значи книгава е со 333 бенда со преку 2500 луѓе споменати, значи кои што поминале низ тие, флуктирале на оваа сцена. Значи тоа е голема бројка на луѓе, голема бројка. Кавадаречка рок сцена? А јас овие промоции ги правам со една единствена цел, едно да им укажам на луѓето дека еве, овие се луѓето кои што треба да им се одаде признание, а од друга страна да ги мотивирам и оние кои што не успеав да дојдам да ги пронајдам за првиот том, значи знам дека Кавадарци, тоа важи и за другите средини, во Кавадарци имало и други бендови освен овие кои што се споменати, а тука ги имам, не знам, Токму така, Океан Пацифик, Skylab, мислам дека имаш уште еден или два бенда, меѓутоа тоа е малку. Значи ми фалат информации за младост, еве на пример. Знам дека у 60 имало доста развиена сцена која што продолжила и во првата половина на 70-те и една од апелите еве преку твојот медиум е луѓето кои што свирале некогаш, функционирале во бендови, да најдат начин да ми искомуницираат. Во книгава го има мојот контакт, во секој случај имам пријатели или преку тебе, преку било кој. Сум заинтересиран да дознавам за се она што се работело во Кавадарци од 60-тите па наам. Имаше во Кавадарци еден фестивал, сега е малце во пауза, значи се викаше Так-так, честен Трајко Каров. Токму на првиот Так-так фест, кој што се одржа на градскиот стадион во Кавадарци, имаше, па јас ке речам, плејада бендови од цела Македонија, не само бендови, него и солисти, меѓу кои беа и, јас ке ги нарачам се уште дечките од младост. Па ги имаше и бумеранги, и што ти ја знам, сите можни постави, постоечки, непостоечки. Знам. Криво нешто не беше присутен. Бев на последниот, бев во жирито на последниот, така да запознаен сум, бев и 90-те години кога овде во овој простор се случуваше Тиквеш фестивалот. Имам плактот и она рокерската варијанта. Значи сум присутен, знам што се случува во Кавадарци и околината со рок-н-ролот, меѓутоа може би ова ќе ги мотивира уште повеќе да младите да почнат да се занимаваат со рок-н-рол. А од друга страна, оние постариве, јас сакам да им го оддадам. Со оваа книга оддавам признание, мојата голема почит према тоа што го создавали идентитетот на овој народ со музика, значи со инструменти во раце. Така се сака државата, така се сака својот народ и оваа книга е всушност оддавање на почит, наклон кон сите тие луѓе. За жал, ова се само 2500 луѓе кои што успеав да ги споменам. Во вториот, во третиот том ќе бидат веројатно уште толку, така да секогаш сум отворен, сакам да комуницирам, сакам да дознавам за нови бендови и верувам до следното мое доаѓање во Кавадарци ќе имам барем уште 3-4 нови бендови млади. Морам да те прашам, колку ја следиш сегашната македонска рок сцена? А ја следам, цело време таква ми е ситуацијата, мене рок-н-ролот ми е она, се будам со рок-н-рол, заспевам со рок-н-рол. Така да знам буквално се што се случува и млади и постари бендови, кои што како работи. Знам дека во Кавадарци има сјајни бендови, значи не многу, за жал тоа е и приликата во целата македонска сцена, значи квантитет и немаме, не знам кој знае, ама квалитет имаме, значи знам дека и Smoke Shakers победуваат на интернационални фестивали, знам дека Chemical Voodoo снимаат некој материјал, знам дека имаш тука вечерва. Да, вечерва гледам дека ќе настапат. Лексикон. Така, знам дека има уште многу и пред се апелирам на авторското, значи она би сакал да го потенцира, знам дека има уште мал милион кавер состави како и секаде из Македонија, меѓутоа мојата поддршка секогаш ќе биде наклонета кон оние авторските бендови. Колку Македонија ќе треба да чека за вториот том? Со оглед дека го научив процесот, ова е работа без малку 7-8 години, а да не речем и 10.
го научив процесот како од ништо се создава нешто, така да сметам мојот план е до крај на 2019 да биде објавен вториот том. Поголем дел од материјалите ги веќе имам, ми остануваат некои финеси и да седнам да ги запишам. Значи генерално ги собрав материјалите, треба да се обработат, така да јас сум убеден дека до крајот на 2019 вториот том, меѓутоа не само вториот, веќе започнав на две нови книги со слична тематика, енциклопедиска тематика, сосем поразлично видување на македонската рок-н-рол сцена, поинакви записи, верувам многу поинтересни за читателите и тие во текот на годината ќе бидат објавени. И очекуваме промоција за Да, апсолутно, меѓутоа нема да чекам на промоција, ја очекувам сега наскоро да се случуваат некои концерти во Кавадарци и во регионот и ќе бидам секогаш присутен кој ќе ме покани некај.